Почитувани гости, наши сограѓани, почитувани спортски работници, спортисти, љубители на спортот, добро вечер и добро ни дојдовте на манифестацијата Избираме спортисти и спортска екипа на 2023 година. Петта јубилејна година како општината Пробиштип ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист и спортска екипа на годината. Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско, рекреативни активности на граѓаните. Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија. Во рамки на надлежностите што ги има општината, во делот на спортот и рекреацијата, а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на младите лица на спортските терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците кои што ги демнат на секој чекор во нашето современо секојдневие. Општината Пробиштип настојува да ја одржува и продолжи спортската традиција кај пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развојот на физичката култура во општината. Може ли еден аплауз? Од таа причина, општината Пробиштип во рамки на своите надлежности, секако и на можностите, започна со организирање на една ваква манифестација, со која сакаме да ги мотивираме сите спортисти, секој во рамки на својот спортски клуб или како индивидуалец да даваат се од себе и сите заедно да го подигнеме спортот на едно повисоко ниво. Зошто Пробиштип тоа го заслужува. Од секогаш сме биле рассадник на спортски таленти кои овде се формираат и заминуваат како готов производ во спортските клубови низ Македонија и надвор од неа. На почетокот едно мало појаснување како дојде до тоа токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортисти на годината и изборот на спортски клуб на годината. Го повикувам раководителот на одделението за јавни дејности Ради Илиевски да даде мало појаснување. Појавете. Почитувани, добро вечер и од мене. Петта јубилејна година поред како општина Пробиштип ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист на годината. Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес не само во развојот на спортот, туку и да ги поттикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. Од пред 2 години манифестацијата ја поставуваме да се одржува околу 28 јануари, а по повод празникот воедно и патрон на градот Пробиштип, Свети преподобен Гаврил Лесновски. Оваа година вака ја направивме процедурата. Од причина што општина Пробиштип имаше изготвено критериуми за избор на спортист на годината и во претходните години строго одевме по нив, сепак оваа година направивме преседан околу изборот на спортист на годината од причина што во 2023 година се издвоија неколку спортисти со кои Пробиштип и пробиштипјани беа горди. Ова дефинитивно беше нивна година и не можевме, ниту смеевме да ги заобиколиме. Со гордост ги предлагаме и без конкуренција ги избираме, со што сакаме да упатиме силна порака дека сите кои што ќе се истакнат и ќе постигнат одредени резултати, ќе бидат поддржани од општина Пробиштип како организатор на оваа манифестација и како институција во чија надлежност е спортот и спортските активности.
Вечерва ќе прогласиме двајца најдобри спортисти и тоа во категоријата спортисти кои се надпреваруваат надвор од општина Пробишти. Ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2023 година. Новаа спортска манифестација ќе го промовираме и најнадежниот спортист на општина Пробишти во спортската дисциплина одбојка. Имаме посебна награда за наши врвни спортисти. Но да не откриваме се. Ви посакувам добре дојде на спортската вечер, во која ги бираме најдобрите спортисти за 2023 година и однапред честитки на избраните и за големите успеси на сите наши спортски клубови во годината што следи. Благодарам. Почитувани, локалната самоуправа со години наназад, уште од моментот кога ги доби надлежностите во спортот, ги помага спортските клубови. Ги отвори вратите на спортските објекти кои се во нивна собственост и им ги даде на располагање на спортските терени, финансиски ги помага, организира низа на спортски турнири кои се наш препознатлив белег. А како што може да приметиме и доста игралишта се реконструирани. Добија нов лик и идеални услови за користење на тие спортски терени. А никна и нови игралишта, со што има значителен придонес во развојот на спортот во нашата општина. Го повикувам првиот човек, градоначалникот Драган Анастасов, да ви се обрати. Добро вечер, почитувани гости, драги спортисти, драги идни спортисти, сите оние кои што оваа вечер ќе добиете награда, уште сега сакам да ви честитам. На сите вас кои што доаѓате од спортските колективи да го фатите патот на победниците. Мене како градоначалник на вистина ме прави гор тоа што Пробишти под година во година бележи значителни резултати и во индивидуалните спортови, секако и во клубските. Пред малку спомна мојот соработник и колега, господинот Раде Илиевски, дека ова е јубилејна година, 5-та година. Ке кажам слободно, посакувам и во наредните години ова манифестација да се продолжи, да прерасне во една традиција, од причина што Пробишти секогаш даваа врвни спортисти. Ние како општина, јас како началник, наша врската да вложуваме, да инвестираме во спортските терени, да бидеме среќни кога имаме што е можно поголем број на наши сограѓани на спортските терени, но секако и да одадеме признание на оние кои што може и пред неколку децении дел од својот живот дале за спортот, а со тоа и го афирмирале нашиот убав Пробишти. Од година во година се залагам за што е можно поголем буџет за сите спортски колективи. И од година во година тоа го препознаваат и самите спортски работници, самите клубови, но и самите наши сограѓани кои што во низа проекти инвестираме за подобрување на спортската инфраструктура. Она кое што сакам да го истакнам за минатата 2023 година е тоа што за прв пат одвоивме средства да можат фудбалскиот клуб Рудар да има слободен пристап за секој еден наш сограѓанин помал, за секој еден ученик, за секој еден талент кој што сака да биде на фудбалскиот терен. Рудар, за тоа се од наша страна преку управата на фудбалскиот клуб, платени тренерите да работат со дечињата. Еве вечера ќе кажам зошто тоа го правев изминатата година, за да продолжи во иднина. Почетокот на наредниот месец, фудбалскиот клуб Рудар ќе потпише меморандум за соработка и ќе стане дел од фудбалската школа на работнички. Секој наш талент ќе знае дека следната клупа или следниот терен ќе биде работнички. Фудбалскиот клуб Работнички има богата традиција,
клуб кој учествувал на меѓународни надпреварувања, а знаеме дека од минатата година има и нов собственик, односно луѓе кои што докажале во својата држава дека инвестираат во спортот. Почитувани драги гости, драги спортски работници, јас нема да должам, само ќе повторам дека како градоначалник заедно со моите соработници, заедно со директорите на останатите институции и директорки, ќе одвојуваме средства за подобрување на условите за спортот на сите сограѓани, бидејќи таму навистина е местото на секој еден, од најмали сега кои за рекреативците во поодминати години. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, започнуваме со помладите, оние кои настапуваат на спортската сцена, со голем труд и мака се пробиваат и си го бараат своето место меѓу веќе афирмираните спортисти. Почнуваме со категорија надежан спортист на општина Пробишти. Во оваа категорија имаме само една номинација. Еден од најталентираните млади спортисти не само во Пробишти, туку и во Македонија, кој уште од мали нозе се дружи со топката, се дружи со одбојката, извореден талент, толку млад, а толку многу резултати. Во годината што измина беше дел од репрезентацијата по одбојка, која го постигна својот историски успех. Настап на Европско првенство за прв пат во историјата на македонската одбојка. Предпоставувате за кого станува збор, но да видиме што подготвивме за него. Шестнаесетгодишното момче со одбојка започнува да се занимава уште на 12 годишна возраст. Неговите први чекори се во одбојкарскиот клуб Весна Пробишти, каде со соиграчите во двете години на игра за овој клуб освојува двојна круна во пионерска конкуренција. Својата кариера ја продолжува во одбојкарскиот клуб Струмица, каде што останува една година, а таму освојува прво место во прва македонска лига. Потоа куп во младенски категории трето место, кадети прво и во пионери прво место. На само 16 години добива повик од сениорската репрезентација, каде што дебитира како најмлад играч на Европското првенство и е дел од историската одбојкарска екипа која настапува на Европско првенство, бранејќи ги боите на Македонија. Моментално е член на одбојкарскиот клуб Раднички во Крагуевац, Република Србија, каде гради меѓународна кариера. Тоше Ефремов. Еден и единствен Тоше Ефремов, најнадежан млад спортист за 2023 година. Градоначалник Овред. Имаш богата кариера, Пробишти, да може да се радуваме на твоите успеси. Браво за Тоше, дека го прати здравје и среќа и за некоја година го очекуваме овде повторно со некоја друга награда. Молам уште еден аплауз за Тоше. Ние продолжуваме понатаму, кога сме кај младинските категории. Мислиме дека најсоодветно место е да дадеме две награди за постигнати резултати на највисоко државно ниво. Одиме прво со одбојкарите во машка младинска категорија, кадети. Во сезонот 2022-2023 година младинската кадетска екипа на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти го освои високото трето место и повикувам овие млади момци да дојдат на подиумот.
Овде со нас се пробиштивските херои, кои Пробиштив втора година поред го направија Мошне горд со својот голем успех. Нашите одбојкари, пионерите на одбојкарскиот клуб Весна Пробиштив, кои оваа година го освоија второто место во државата. Но патот до првото место годинава стоеше една голема препрека, Тоше Ефремов. Сепак и второто место значи еден континуитет на квалитетна игра и освоено вице-шампионско место. Ве молам, со еден голем аплауз, да ги поздравиме овие прекрасни спортисти, а вие, драги наши, повелете на подиумот да ја примите наградата. Браво за вас, искрено се надеваме дека ќе продолжите со овие успеси, а ние продолжуваме понатаму. Вечерва избираме спортисти на 2023 година. Избираме и спортски клуб на годината. Спортски клуб кој има најголеми резултати во годината што измина. Го бираме спортскиот клуб кој не правеше горди. Да кажеме и кој се потрудија да се одржи оваа манифестација. Советот на општина Пробиштив, Општина Пробиштив и медиумски покровител Протел телевизија. Следно е номинација за најдобар спортски клуб. Ајде да видиме. Во изминатата 2023 година беше Мошне активен, но и Мошне трофеј. Меѓународниот турнир Супер НП Карате Куп, каде имаше 1200 надпреварувачи од 10 земји во генералниот пласман, го заврши на високото трето место по број на освоени медали. Нашите надпреварувачи се закитија со 19 златни, 12 сребрени и 11 бронзени медали. Минатата година во Пробиштив се одржа Светската карате конфедерација, Балкански шампионат. Пробиштив беше успешен домакин на овој убав настан и после долго време пробиштивјани можеа да уживаат во карате вештините на голем број на учесници, а нашите надпреварувачи завршија на второто место во генерален пласман со 16 златни, 19 сребрени и 19 бронзени медали во поединечно и екипно кати и поединечно и екипно борби. Во грација на светскиот шотокан шампионат помеѓу 2000 надпреварувачи од 32 земји, двајца наши надпреварувачи земаа бронзени медали во борба. Во Модрича, Република Српска, на меѓународниот турнир со 400 учесници од 6 земји, нашите освоија 25 златни, 9 сребрени и 8 бронзени медали. За врвни достигнувања на македонското карате на меѓународен план од страна на Унија на карате ветерани на Македонија, на чело со професор доктор Сенсел Чедомир Саздовски, на тренерот Стојан Стојковски му е доделено високо звање 6 дан црн појас. Карате клубот Вадо карате до Унија. Спортски клуб на 2023 година Вадо карате до Унија Пробиштив. Молам представник од спортскиот клуб на годината да повели да ја подигне дипломата, трофеот и вредносниот ваучер во износ до 20.000 денари.
Čestitke za sve ovo koje je 50 godina. Почитувани, вечера промовираме двајца спортисти на годината во една категорија. Спортист кој се надпреварува надвор од општина Пробишти. И двајцата спортисти, иако во сосема различни спортски дисциплини, сепак се исти по нешто. Исти се по нивните постигнати резултати, исти се по големите успеси кои што ги направија во изминатата година. Меѓутоа, пред да поминеме на прогласувањето на најдобрите за 2023 година, да доделиме неколку златни пакети за наши сограѓани кои ставиле голем белег во спортот во Пробишти. Луѓе кои се синоним за спортисти, кои се општо препознатливи и кои врзуваат неколку генерации на навивачи кои што навивале, ги бодреле, ги подражувале, а тие со нивната добра игра им возвраќале за нивната љубов. Номинирани се 3 наши сограѓанки, 3 кошаркарки кои жареа и палеа на спортските терени. Кошаркарки за кои навиваше цел Пробишти, кошаркарки кои нижеа успеси, кошаркарки со кои Пробишти се гордееше. Одиме со најавата. Најраниот прв интерес за спорт, пливањето, потоа ракометната секција, паралелно за да во далечната 1968-69 година на возраст од 14 години како ученик во 7 оделение биде член на кошаркарската секција под водство на сега покојниот наставник Драганчо Трајчев, за потоа да продолжи во кошаркарската секција при гимназијата од 1969-1973 година под водство на професорот и тренер Милош Величковски, сега покоен. Кошаркарската секција до 1972, која во 1972-73 година прерасна во кошаркарски клуб Рудар, кој беше еден од 4 кошаркарски клубови кога се обнови Македонската женска кошаркарска лига, зашто по нејзино видување е најголемиот кошаркарски ентузијаст во Пробишти, кој има голем удел во формирањето на клубот и лигата. Од кошаркарскиот клуб Рудар 1973-74 година поминува во кошаркарски клуб Ватар. Во 1981 година се враќа во Пробишти и продолжува во матичниот клуб и со веќе созряната екипа во 1981-1982 година како апсолутни прваци во државата беа на квалификации за влез во тогашната втора српска лига. По нејзино видување, без подршка на градот и Кошаркарскиот сојуз на Македонија не биле достоен противник во квалификациите. После тоа завршува нејзината кошаркарска игра. Како член на ветеранската репрезентација на Македонија во 2002 година учествува на Европско првенство за ветерани во Атина, а 2003 година на Светско првенство за ветерани во Орландо, каде меѓу 6 екипи кои освојуваат бронзениот медал. Најмногу поени на една утакмица има постигнато на надпреварот со тогашниот кошаркарски клуб Живинарска фарма Гевгелија, каде постигна 56 коша, рекорд што до ден денешен не е соборен. Зора Митревска, Поцик. Прва жена спортист на годината на Пробишти прогласена во 1981 година.
Со кошарка се занимава од 12 годишна возраст како дел од екипата на женскиот кошаркарски клуб Рудар, а веќе на 14 години е дел од кадетите на македонската репрезентација. Кариерата ја започнува во кошаркарскиот клуб Рудар, потоа преименуван во кошаркарски клуб Фрод, за потоа да замине во кошаркарскиот клуб Македонски ракотворби во Скопје, од каде започнува да гради меѓународна кошаркарска кариера во Швајцарија и во Германија. Секако неколку години игра за бесениорската екипа на репрезентацијата на тогашна Југославија. Сепак, како најдраг трофеј, и е пекарот добиен за спортист на 1981 година, кој, како ни кажа, го носи секаде со себе низ светот. Слагена Димитриева, Селенидис, Џана. Уште како мала била восхитена од спортот. Многу лесно ја одбрала кошарката како спорт со кој ќе се занимава. Од причина што седела близу кошаркарското игралиште во тогашната осмолетка, браќа Младиновци, поминувајќи покрај игралиштето, често стоела и ја гледала Зора Поцето, која со уште неколку мина играле баскет и се воодушевувала на незината игра. Благодарение на незе ја засакала кошарката и првите кошаркарски чекори ги учела од неа и со неа. Прво играла во рамки на училишниот тим, надпреварувајќи се со други школи од други градови, за потоа да стане член на новоформираниот женски кошаркарски клуб Рудар, на чие чело беше еден од најдобрите кошаркарски тренери во Пробишти, професорот Милош Величковски. Женскиот кошаркарски клуб Рудар нишеше успеси низ цела Македонија, стоејќи цврсто на првото место во сезоната 1981-1982 година, при што се избори за право да учествува во квалификациите за влегување во силната втора сојузна лига на тогашна Југославија, но за жал била поразена од екипата на Црна Гора и не успеала да влезе. Истата 1982 година беше прогласена за спортист на годината во Пробишти. Тие неколку години и се најплодните спортски години во незината кариера. Потоа се мажи и заминува во Велес, каде еден период игра за женскиот кошаркарски клуб Корец од Велес, по што се повлекува. Виолета Малинова Станчева, Фичо. Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмација и промоција на општина Пробишти за Зора Митревска Поце, Слаđana Димитриева Селенидис Џана и Виолета Малинова Станчева Фичо. Почитувани, да чуеме накратко едно сеќавање од тие убави години, преку убавиот спор, да се навратиме на тие стари добри времиња. Ја повикувам Зора Митревска да се обрати на присутните. Здраво на сите и малку на контра нешто, пошто вечерта трае и треба да продолжи. Јас ќе се обратам со една случка настан, на мене посебно драг, ама од последните настани, кога бевме 2003 на светското ветеранско првенство во Орландо за кошарка, мажи и жени секако. По повод 100 години од јубилеј на Илинденското востание, бевме на предавање на Калифорнијски универзитет, кај што беше присутен и предаваше академик Блаже Ристевски и првиот председател сега покоен Киро Гligorov. След тоа имавме ручек и после ручекот, како и овде, овации, снимки и ние преку Џорџ Атанасов, тоа веќе во Њујорк, на туристички одел,
викаме дали може ние да се сликаме со председателот. И председателот вика, па јас треба да ве прашам вас, дали вие би сакале да се сликате со мен? Еве тоа, фала многу. Почитувани, ве молам за уште еден аплауз за вечерашните добитници на златна плакета за придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоција на општината Пробишти. Продолжуваме понатаму, водиме со првиот спортист кој се надпреварува надвор од општина Пробишти. Годинава направивме еден преседан, целата поставка околу изборот на спортистот ја прескокнавме и директно ги избравме двајцата најдобри спортисти за 2023 година. Од причина што нивните постигнати резултати ни го налагаат тоа. Одиме со првиот. Роден е на 2 септември 1993 година во Пробишти. Со атлетика се занимава од 19 години. Во последните 5 години константно е во топ тројца македонци кои трчат на 5 и 10 км и на полумаратон. Инаку во моментот имаме најсилна конкуренција во атлетика од осамостојувањето. Предмината 2022 година беше втор на Скопскиот маратон, а претходната 2023 година го зема третото место. На Виенскиот полумаратон од конкуренција 25.000 учесници го зема 8-то место со резултат 1 час, 11 минути и 22 секунди. Втор најбрз резултат во последните 20 години во Македонија. Освои второ место во штип на супериорни трчања на 10 км и во Скопје, скопско трчање, го освои второто место. Во Јесеница, Република Словенија, на 10 км со личен рекорд од 32 минути и 49 секунди личен рекорд и на стаза 5 км со резултат 15 минути и 59 секунди на државно првенство на Словенија во Словен Градец. На Љубљанскиот полумаратон на 21 км го освои првото место и во Валенсија во Шпанија 42 км истрча резултат 2 часа и 29 минути. Тоа е трет најдобар резултат во историјата на Македонија. Иван Пешовски. Најдобар спортист за 2023 година кој се натпреварува надвор од општина Пробишти бе атлетичарот, односно маратонецот Иван Пешовски. Од причина што Иван не е присутен вечерва заради обврските што ги има, наградата ќе ја земе представник од неговото семејство. Тој добива диплома, трофеј и ваучер во вредност од 20.000 денари. Тој не е тука со нас, но ни испрати видеопорак. Предлагам да ја последиме видеопоракот. Добро вечер и поздрав до сите присутни на спортската вечер. Поздрав и до општина Пробишти. За жал ова година не сум во можност да присуствувам на манифестацијата, па ја вака преку видеопорака би сакал да се заблагодарам за изборот за спортист на градот за 2023 година. Вистинска чест и задоволство да се представува општината на сите трки во и надвор од Македонија. Уште еднаш искрена благодарност до сите присутни и до општината за сета подршка која ми ја пружи. Му благодариме на Иван за убавите зборови и срдечен, далечен поздрав до него. Го повикува градоначалникот да ја додели наградата, а тука се и дел од најблиските на Иван Пешовски. Молам представник во негово име да ја прими наградата. Одиме со доделување на уште една златна плакета. Овој пат за трајни вредности во спортот.
минатата година не можеше да дојде. Беше спречен со работни обврски. Годинава, на општо задоволство на сите нас, е присутен овде со нас, пробиштивската и македонска фудбалска легенда. Ајде да видиме за кого стана збор. Нашиот најдобар фудбалер на сите времиња. Ја започнува својата кариера во пионерската екипа на фудбалскиот клуб Рудар, каде ниже успеси. Спортските работници го препознаваат неговиот раскошен талент и го земаат во младинската репрезентација на Македонија и на тогашна Југославија. Како најдобар фудбалер и стрелец на фудбалскиот клуб Рудар, он надпреварите на Македонската фудбалска лига заминува во најдобриот македонски фудбалски клуб во тоа време, фудбалскиот клуб Вардар, кој се надпреваруваше во тогашната многу силна прва лига на ниво на Југославија. Во Вардар Маневски има одиграно 227 надпревари, од кои 144 првенствени во тогашната прва лига на Југославија, каде има постигнато 81 гол. По неколкогодишната успешна кариера во Вардар, заминува во клубот Јанина во соседна Република Грција. За сега е нашиот најдобар интернационалец, кој бил и голгетер на својот клуб Јанина, а во 2 наврата бил прогласуван за најдобар странски фудбалер по првенството на Грција. Неговата кариера се случува во 70-тите и во 80-тите години на минатиот век. Сандре Маневски Мацола. Почитувани, златна плакета за трајни вредности во спортот доби Сандре Маневски Мацола, најдобриот фудбалер на Пробиштив на сите времиња. Повелете господине Маневски да се обратите на присутните. Ви благодарам за признанието. Веројатно не сте ме заборајали. Благодарам до градоначалникот на Пробиштив. Што да кажем? Помина долги години, подалеку сме од градот. Јас само можем да им пожелам на младите спортисти да продолжат по нашиот пат и да стигнат до целта. Ви благодарам уште. Еден голем аплауз за овие наши спортски икони. Ни остана уште една категорија за спортист на 2023 година, кој исто така се надпреварува надвор од општина Пробиштив. Дефинитивно, годинава што измина ја одбележа со низа на успеси, а сите пробиштипјани ги направи горди. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден е на 4 август 2002 година. Со одбојка почнува да се занимава од својата 16-та година, прво во одбојкарскиот клуб Весна Пробиштив, за потоа да замине во одбојкарскиот клуб Струмица Никоп, од каде пак оди во одбојкарскиот клуб Нови Сад, а сега игра за одбојкарскиот клуб Војводина во Република Србија, каде во изминатата 2023 година е прогласен за најдобар блогер. Првиот повик за во репрезентацијата на Република Северна Македонија го добива на 18 години во 2020 година за квалификации за Европско првенство. И минатата година станува дел
од историската репрезентативна постава која за прв пат заигра на Европско првенство. Дефинитивно, 2023 година беше негова година. Филип Савовски. Спортист на 2023 година на Пробиштип, најперспективниот одбојкар во Македонија, најдобриот блокер и пробиштипската гордост, Филип Савовски. За жал и тој не е тука со нас од оправдани причини, но ни прати видеопорака. Ајде да ја погледнеме. Пред се ви сакал да ги поздравам сите присутни и да ги честитам извинетите празници. Воедно би сакал да се заблагодарам на општина Пробиштип и за доделената награда спортиста на годината. Често задоволство ми што сум добитник на оваа награда и се надевам да успеам. И година ќе продолжам достоинствено да представам нашата општина. Поканувам представник од семејството на Савовски да поведа да подигне наградата. Искрени честитки за номинираните спортисти, големи честитки за најспортистите за 2023 година. Се надеваме дека сите заедно ќе придонесеме спортот во Пробиштип не само да заживее, туку полека, но сигурно да го достигне нивото кое го имавме на времето. Со голем број на спортски клубови, кои во лигата во која се надпреваруваа, се некаде при врвот. Но тоа можеме да го постигнеме само преку залагање од сите нас и од страна на општината Пробиштип, но и од страна на бизнис секторот, а секако и од сите спортски работници и љубители на спортот. Довидување до наредната година.